Ако се беше нормално, денеска ќе беше крај на учебната година. Но наместо радосни ученици и полни училници, сликата од училиштата денеска изгледаше вака. За прв пат, крајот на учебната година не го означи училишното звонче. А наместо во училишните клупи, овој некогаш толку радосен ден, учениците го дочекаа дома. Училишните згради, впрочем и празните училници, денеска беа жално празни. Ова е нова ситуација и за училиштата каде ваков завршеток на учебната година немало никогаш досега. За прв пат во историјата на ово училиште го нема детскиот жагор, го нема последното училиште звонче, така да гледате дека учебната година завршува на еден сосема поинаков начин од поранешните години, за разлика коронавирусот си го направи своето. Најтешко им беше на учениците кои со месеци не се виделе со своите школски другари, особено на оние на кои им оваа им е завршна година. Денес заврши уште една учебна година, но за жал поради состојбата во која се наоѓаме, ние полуматурантите немавме можност последните денови од основното образование да ги завршиме во училишните клуби. И се надеваме дека оваа криза ќе заврши за да можеме наредна учебна година да започнеме во нормални услови. Училишните клупи се испразнија уште во март, кога беше прогласена пандемијата, а наставата учениците ја следеа онлайн. Ние максимално како гимназија Славчо Стојменски се заложивме да ја реализираме наставната програма во целост, барем во третото тромесечие. Оценките веќе се ставени, но се реализираше, рековме, без физичко присуство на учениците во гимназијата. Невообичаениот крај на учениците денеска им го честитеше и министерот за образование и наука Арбер Адеми, кој изрази желба учениците да се вратат на училиште од 1 септември. Драги ученици, би посакал оваа учебна година како претходните години да ја завршивте во училишните клупи, насмеани заедно со вашите другари и другарки. Сепак понекогаш работите не одат како што сакаме ние. И покрај фактот дека не може да се замени наставата во училишните клупи, вие покажавте максимален интерес и посветеност да продолжите да учите од далечина со помош на родителите. И не се сомневам дека сте ја постигнувале целта, напиша Адеми на социјалните мрежи. Учебната година денеска заврши за околу 20.000 основци и средношколци од источниот регион.